Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Се надевам дека добро се одморивте ноќеска и пред нас Господ ни подарува уште еден есенски ден. Денеска е 26. ноември 2021 година. Сонцето изгреја во 6 часот и 38 минути, а ке зајде во 16 часот и 5 минути. Што се однесува до временската прогноза во Македонија, таа гласи дека ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено предпладне во западните делови, каде локално ќе наврнат над 20 литри на квадратен метар. На планините врнежите ќе бидат од снег и се очекува да се формира снежна покривка. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен и југоисточен правец. Што се однесува до денешната температура, таа ќе се движи од 0 до 11 степени. Во западните делови на нашата земја од 0 до 2 степени, врнежливо. Во Охридскиот дел ќе биде од 7 до 10, во Пелагонискиот дел од 4 до 9 степени, во Тиквешкиот дел од 7 до 11, во Кумановскиот регион од 3 до 7 степени, Скопскиот регион од 6 до 9, Беровскиот од 2 до 7 степени и крајно доле на југот во Гевгелија од 7 до 11 степени. Да проследиме и утрешната прогноза, променливо облачно со повремени врнежи од дожд, претежно во западните делови на крајниот исток, ке дува умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Утрово во Кавадарци и во Теквишијата е врнежливо, роси, тмурно е, облачно, но сепак релативно е топло за овој дел од годината. Така да пред нас имаме уште еден есенски ден, почитувани гледачи. Бидејќи ова е христијанско радио и денеска ова наша емисија ќе започнеме со кратка молитва. Господи Боже, Ти благодариме за ова ново утро и овој нов ден што ни го подаруваш во Твојата милост. Те молиме да не водиш и да не чуваш според Твојот план, да управаш со нашите животи. Тоа те молиме во Христово име. Амин. Пред да споделиме денешнава утринска порака, почитувани пријатели, сакам да едноставно прочитам неколку интересни мисли на луѓе кои кажале за Господа. Сакам да знам како Бог го создал овој свет. Не сум заинтересиран за овој или оној феномен, спектарот на овој или оној елемент. Сакам да ги знам Божите мисли, сите други работи се детали. Ово го напишал и го кажал Алберт Ајнштајн. Колку повеќе се занимавам со науката, толку повеќе верувам во Бога. Повторно зборови од Алберт Ајнштајн. Површната наука ќе те оддалечи од Бога, а длабокото истражување ќе те доведе до Него. Луј Пастер. Безбожното општество во кое луѓето ги негираат своите религиозни потреби и се подсмеваат со нив е осудено на сиромашен пат. Теодор Рузвелт. Бог е единствениот господар на светот. Тој владее како монарх, а не како деспот, затоа што сака неговите заповеди да се почитуваат со љубов, а не со робство. Емануел Кант. Првата голтка од чашата на природните науки го прави човекот атеист.
но на дното од чашата го чека Бог. Вернер Хайзенберг, добитник на Нобеловата награда за физика. Човечката душа е како стакло и Бог е светлината што минува низ неа. Лав Толстој. И еве уште една мудрост. Ние едноставно работиме со средствата што Бог ни ги дал. Нема причина зошто науката и религијата да се во непријателски односи. И науката и религијата доаѓаат од истиот извор, единствениот извор на вистината, Творецот. Джозеф Мареј, добитник на Нобеловата награда за медицина и физиологија. Тоа беа мудрите мисли на луѓе кои живееле и кои допринеле нешто за општеството, но сепак, иако биле учени, почитувани гледачи, тоа биле луѓе длабоко религиозни во својот живот и тие оставиле некој траг позади себе. Еве, овие мисли утрово јас ги споделив со сите вас. Сега следува утринската порака, која наоѓаме во посланието до евреите во 12 глава, 28 стих. Затоа примајки го непоколебливото царство, да бидеме благодарни со што му служиме благоугодно на Бога, со страв и со почитување. Насловот на оваа утринска порака гласи непоколебливи во времето на решетање. Веќе неколку денови читаме пораки од Библијата кои укажуваат дека ќе дојде време на решетање, на отпад, односно ќе се проповеда тројната ангелска вест. Ние сме токму во таа фаза, кога на сите 4 страни во светот се проповеда Евангелието, таа радосна вест. Оние кои што го прифаќаат Христа и во своето почетно уверување велат дека се спасени, се во голема опасност да се надеваат во себе. Тие губат од вид својата слабост и својата постојна потреба за божествена сила. Тие не се спремни за сатанските лукавства. Наша единствена сигурност е да не се надеваме во себе и да ја сватиме својата зависност од Христа. Најголемата опасност за човекот е да се измами сами од себе си, дека си е доволен и на тој начин да се оддели од Бога, изворот на сета сила. Господ наскоро доаѓа и се приближуваме до времето на големата неволја. Не треба да велиме дека опасностите на последните денови набрзо ќе настапат. Тие се веќе тука. Потребно е Господовиот меч да навлезе во секоја душа и да засече до самата срж на телесните желби, апетит и страстите. Оние кои се имаат предадено во разуздани мисли треба да се променат. Мислите мора да се насочат кон Бога. Сега е време да се вложи сериозен напор да се надминат природните склоности на човечкото срце. Штом ќе се приближи луњата, мнозина кои верувале во третата ангелска вест, но не биле посветени со послушност кон вистината, ќе го напуштат своето гледиште и ќе преминат во редовите на противниците. Соединувајќи се со светот и земајќи учество во неговиот дух, тие работите ќе ги посматраат речиси во иста светлина како нив. А кога ќе настапи искушението, ќе бидат готови да ја изберат полесната, повеќе популарната страна. Надарени и со привлечно однесување, луѓе кои некогаш и се радувале на вистината, своите сили ќе ги употреба душите да ги измамат и да ги заведат и ќе станат најголеми непријатели на своите некогашни браќа. Ние живееме во време на решетање, кога се што може да се изрешета, ќе биде изрешетано. Господ нема да им прости на оние кои што ја знаат вистината, а не ги почитуваат неговите правила со зборови и со дело. Еве, почитувани пријатели, драги гледачи, ова беше нашата денешна утринска порака, кај што Господ не повикува да му служиме благоугодно на Бога, со страв и со почитување. Живееме во време на решетање. Решетање значи отпад од вистината. На луѓето повеќе ќе им омиле лагат или полесниот пат, поширокиот пат како што вели Исус Христос. Поширокиот пат одат многу луѓе, но Исус не повикува да одиме по тесниот пат. Што значи тесниот пат? Тоа значи одрекнување
од телесните задоволства и желби. Има многу работи кои свет ни ги нуди, но тие се производ на сатаната во смисол полесен од кон спасението. Ние треба да го понесеме нашиот крст. А што значи нашиот крст? Тоа се проблемите, искушенијата кои ни доаѓаат на нашиот христијански пат. Зашто широкиот пат, вели Библијата, води во смрт, а тесниот пат води во вечен живот. Продолжуваме, почитувани гледачи, со една песна христијанска, а потоа се враќаме повторно во нашето студио. Križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me čuvaš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Za mene sam, zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me voliš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. Почитувани гледачи, повторно се враќаме во живо во нашата утринска програма. Ово утро со нас е Михајло Гурев, теолог од Скопје, кој е гостин во нашето студио, и неговото присуство ќе го искористам да направиме едно кратко интервју во врска со молитвата. Михајло, зошто ни е потребна молитвата во христијанскиот живот? Молитвата е дадена од Господа како средство со кое што ние треба да комуницираме со Бога. Бог е Бог кој што има желба да комуницира со своите созданија. Зато ни оставил Библијата, преку која што тој ни зборува нам, а молитвата ни е дадена за да може едноставно ние да комуницираме со него. И за да можеме да оствариме еден добар христијански живот, дефинитивно потребно и проучувањето на Библијата, а исто така и молитвата, да можеме да останеме во комуникација со Бога. Обично кога станува збор за молитвата, луѓето размислуваат дека треба да се молат само кога се наоѓаат во некоја тешка ситуација, кога треба едноставно да го молат Господа за нешто да им оствари во нивниот живот, но сепак
треба молитвата да ја сватиме како разговор со пријател. Ние со пријателите кога разговараме, не разговараме само кога имаме некоја потреба од нив, туку разговараме со цел да одржиме блиска заедница со нив, пријателството да го продлабочиме, да останеме во добро пријателство со луѓето, споделуваме многу нешто од нашиот живот. Така да и молитвата треба да ја сватиме на тој начин. Значи, молитвата е на некој начин разговор со нашиот најдобар пријател Бог. Слушнавме сега за значењето на молитвата. Дали можеш да ни раскажеш во кратки црти некој искуство со молитвата во твојот живот? Секако јас молитвата ја практикувам уште од мали нозе, кога бев мало дете до ден денеска, и се трудам молитвата навистина да ми биде начин со кој што едноставно ќе комуницирам со мојот најдобар пријател, нели Исус или Бог. Но се случуваат во животот и многу тешки моменти, доаѓаме до одредени искушенија, до многу раскрсници во нашиот живот и нормално дека ќе му се обратиме на нашиот најдобар пријател, Бог, во тие ситуации. Се сеќавам дека јас и мојата сопруга го очекувавме нашиот прв син, Стефан, и си создававме нели слика како ќе биде нели кога детето ќе дојде нели во живот, дека ќе се радуваме и така натаму и така натаму. И дојде моментот кога требаше Стефан нели да се роди. Неговото раѓање поприлично беше многу тешко и за него и за мојата сопруга. Мора да бидат разделени затоа што Стефан кога се родил, значи воопшто не можел да дише. Имал крварење нели во главата. Ги одвоиле, Стефан го однеле директно, како се вика, во Скопје, а мојата сопруга останала во болницата каде што се породила. И таа се наоѓала во многу тешка ситуација. И после некој време отидовме нели во болницата од детската клиника во Скопје, се со цел нели да видиме како е Стефан, дали се е добро со него. Кога отидовме, едноставно ни кажа дека претрпел поприлично големо оштетување нели на главата, имало многу крварење. И тоа беа многу тешки моменти, наместо да се радуваме во тие моменти и тоа да не биде радост затоа што сме добиле нели син, прво дете, ние поприлично бевме тажни, ни беше навистина тешко. Најголемата неизвестност што постоеше тогаш е како Стефан ќе се развива понатаму. Затоа што имаше крварење во мозокот, ние ги прашувавме лекарите, тие ни кажува не сигурно како ќе биде со него, нели со неговиот ментален развој. И тоа представуваше поприлично голема тежина за нас. Сите тие добри размислувања што ги имавме, нели како ќе се одива неговиот живот, како да едноставно почна да се рушат. Се сеќам дека почнавме едноставно да се молиме на Бога, да Бог едноставно изведе се на добро, да Стефан едноставно се развива, да има добро детство, да се развива во добра личност, да сите тие предвидувања кои што ги кажува лекарите воопшто не се остварат. Јас сум сигурен дека едноставно Бог не слушна. Не само ние, знам дека и многу наши пријатели се молеа за тоа. И таа неизвестност траеше 6 месеци. После 6 месеци, бидејќи ние редовно го носевме на контроли, после 6 месеци го несовме на една професорка на медицинскиот факултет во Скопје на преглед и после 6 месеци ни кажа, значи детето најнормално се развива, нема да има никакви последици и од тогаш навистина тоа е така. Еве Стефан е веќе 12 години, најнормално нели се развива и во физичка, и во ментална, и во секаква смисла. И 100% сме сигурни дека Бог директно вмеша прсти и го сочува едноставно Стефан да се биде во ред. Да нема никакви последици од лошото раѓање негово, од сите тие хематоми кои што ги имаше во главата и да се биде во ред. Јас сум сигурен дека Бог, кога ние го бараме Господа и го молиме, Бог одговара на нашите молитви. Кога е за наше добро, Бог ќе направи се, дури прави и чуда. Тоа е едно искуство кое што ние го имаме како семејство и навистина сме му благодарни на Господа што се изведе на добро. Бидејќи тој е наш најдобар пријател, најдобро ни мисли, не сака и кога го молиме, всушност и на тој начин одговара кон нас. Фала на Бога за ова искуство со молитвата. И за крај на ова наше кратко интервју, твојата порака до нашите гледачи во утринската програма во врска со молитвата.
Драги слушатели, драги гледачи, драго ми што имав прилика да споделам овие неколку зборови со вас. Сакам да ве охрабрам да ја читате Библијата, да се молите на Господа, да одржувате заедница со Него. Иако Бог е над сите нас, и ние во теологијата тоа го нарекуваме дека е трансцендентен, сепак сака да остане многу близок со нас како Негови созданија. Проучувајте Библијата, молете се на Господа, барајте од Него да делува вашиот живот и ќе видите на каков начин ќе ви се открива вашиот живот. Исто сакам да ве повикам и да ги следите наредните емисии на радио Глас на надежда. Еве, драги гледачи, тоа беше краткото интервју со Михајло, кој беше гостин во нашата утринска програма. Михајло, ти благодарам за учеството во програмата. Почитувани гледачи, продолжуваме со уште една христијанска песна, потоа повторно се враќаме во живо во нашето студио. Долу на колена клечам, рани јас да излечам. Долу на колена паѓам, молитва на Бог му праќам. Те молам, моиве очи земи ги, други дај ми да прогледам. Те молам, ново срце дари ми, никој да не повредам. Твојот лик секој миг да ми е пред очи, сјајно, сјајно да ме гре. Твојот лик пред мене, земи ме во преградки, душа моја излечи. Сите мои гревови, те молам, Исусе, земи ги. Исусе, радост моја си ти. Исусе, надеж моја си ти. Исусе, љубов моја си ти. Исусе, живот мој си ти. Долу на колена клечам, рани јас да излечам. Долу на колена паѓам, молитва на Бог му праќам. Те молам, моиве очи земи ги, други дај ми да прогледам. Те молам, ново срце дари ми, никој да не повредам. Исусе, радост моја си ти. Исусе, надеж моја си ти. Исусе, љубов моја си ти. Исусе, живот мој си ти. Се враќаме повторно во живо
во нашето студио, почитувани гледачи. Вие следите утринската програма на Глас на надежта. Од понеделник до петок, секој ден сме со вас во 8 часот и 30 минути. Продолжуваме со нашата програма, односно со следнава тема. Ќе стане збор за искуства, животни искуства. Сите ви кои имате ваши потреби во врска со молитвата, ние ви стоиме на располагање да се молиме за вас секој утро во студиото на Глас на надежта. Напишете ни ваши пораки, ваши искуства, како што можевме претходно да слушнеме од Михајло и во минатите денови од другите наши гостини, така да биете слободни, напишете ги вашите искуства, ние ќе ги споделиме со останатите слушатели и гледачи. Денеска пред нас имаме интересно искуство, ни доаѓа од Скопје. Лично искуство на господјата Сауда Јашар. Бидејќи тоа е напишено искуство и доста е долго, обширно, поради немање на време во нашата емисија, јас ќе го скратам тоа искуство и ќе пренесам оние главни делови од она доживување што го доживела ова жена Сауда. Искуството е напишено од страна на теологот Дехран Хајдар и како што спомнав, тоа беше објавено пред некоја година во адвентистичкото списание Поглед. Може да го побарате и да го читате целото нејзино искуство, но ово утро сакам да споделам неколку инсерти. Сауда Јашар е родена на 4. април 1988 година и потекнува од едно христијанско протестантско семејство од Скопје. Покрај своите родители, таа има еден брат, низиното семејство, а особено низината мајка, уште од својата младост ги посетувала богослуженијата што ги организирала христијанско-евангелската црква во Скопје. Тоа христијанско воспитување таа го пренела и на своите две деца. Сауда со задоволство се сеќава на тие моменти кога уште како дете пеела христијански песни. Меѓутоа, како годините поминувале, Сауда се повеќе растела. Животот ќе ја води во еден сосема друг правец. Христијанското воспитување почнало се помалку да влие на низиниот живот. Патот ја води во Италија, каде што таа доживува многу тешки моменти. Запознал еден младич од муслиманска вероисповед, кој ќе ја стави во крајно тешка ситуација. Всушност, таа врска била воспоставена со посредство на спиритистички медиум кој ќе ја бутне во длабоката бездна од која човечки фактор не може да ја извлече. Сите тие околности придонеле таа да стане муслиманка, практикувајќи ги сите обичаи присутни во муслиманскиот свет. Меѓутоа, она зашто таа во почетокот не била ни свесна, а со текот на времето се освестила, е фактот дека се со посредство на разни експерименти кои биле користени од страна на медиумите, станала играчка во рацете на ѓаволот. Злите духови загосподариле со низината личност и таа ќе се најде во многу тешка ситуација. И сега, во понатамошниот текст, таа ја опишува својата ситуација во која се нашла. Во меѓувреме, Алмира доаѓа во контакт со христијанската адвентистичка црква и широм го отвара своето срце за Исуса и го прифаќа за свој спасител и откупител. Одушевеноста на Алмира од личноста на Исуса Христа ја мотивира да ја подели својата вера и со Сауда. Додека Алмира проповедала, Сауда чувствувала дека тие зборови што ги слуша од Алмира се мелем за раните што во меѓувреме ги задобила. Значи, во меѓувреме ова Сауда ја запознава Алмира, која и проповеда за Христа, за Спасителот. Во тој разговор Алмира ќе и предложи на Сауда да се моли со неа. Сауда ќе се согласи и преку телефон. Алмира упатува искрена молитва на Исуса за негово присуство во животот на Сауда. За време на таа молитва настанува голема борба во животот на Сауда. Борба меѓу доброто и злото во која Христос повторно се судира со ѓаволот. Исус со намера да ја ослободи Сауда од канџите на ѓаволот, а непријателот да ја држи заробена во своите прегратки. За време на молитвата, кога Исус бил повикан да биде присутен во животот на Сауда, кај неа почнало да се забележува присуство на злите духови. Злите духови почнале да излегуваат од Сауда, а сето тоа се манифестирало со голема вика. Во тој момент ситуацијата станала сосема јасна. Сауда е обседната со зли духови, колку ли биле на број
Тоа само Бог го знае. Наистина, кога го читам сега ова цело искуство, почитувани гледачи, можем да приметам дека Сауда имала десетици демони во себе. Тие ја измачувале постојано. Посебно кога ќе се спомне Исус Христос, кога ќе се молат овие присутни верници во нејзино присуство или преку телефон, ѓаволот се вознемирувал. Додека го слушал Евангелието што го проповедале браќата и сестрите адвентисти, Сауда паралелно со тоа водила борба и со злите духови што загосподареле во низиното тело. Според низините зборови што таа подосна ги изнела, била уверена дека ќе биде целосно ослободена тогаш кога ќе стори завет со Бога во христијанската адвентистичка црква. Тоа обедување го добила врз основа на еден свој сон. Како проповедник бев известен за целата ситуација поврзана со Сауда. Таа зеде 3 седмици годишен одмор од работа и дојде во Скопје со една единствена цел да биде целосно слободена од злите духови. Висинска борба токушто започнала. И сега проповедникот Дехран Хајдер го опишува овој настан дека оваа жена зела 3 седмици слободни денови да дојде од Италија во Скопје и браќата и сестрите да се молат, да постат, со денови, со часови се дружеле. И сега тој опишува таа борба, тие молитви кои биле топли упатени кон Господа за нивната пријателка Сауда. Најголема борба за ослободување на Сауда од злите духови се водеше за време на посебните состаноци што ги имавме со неа во текот на проучувањето на Божјата реч како подготовка за крштевање. Во почетокот на тие состаноци ги водев јас како проповедник со својата сопруга и уште една наша сестра, а по неколку средби беа повикани уште неколку членови на одборот на местната црква во Шуто у Ризари. По првата средба што имавме со неа, се уверивме дека Сауда е обседната и дека се води огромна борба за низиното ослободување. Една наша средба беше во низиниот дом, а сите останати во молитвениот дом на христијанската адвентистичка црква во Шуто у Ризари, местото каде што Сауда беше уверена дека ќе биде исцелена. И сега, да не должам понатаму да не читам целото искуство, еве ќе отидам при крајот, вели секојдневните состаноци обично траја од 1:30 до 2 часот. Освен состанокот што го имавме во сабота, по попладневното богослужение, кој траеше цели 3 часа. Значи, за време на тоа дружење, верниците од Шуто Ризари се молеле, проучувале, тука била присутна и пријателката Сауда. И јавното сведоштво што Сауда го даде пред членовите на местната црква во Шуто Ризари дека сака да биде на Христова страна, да биде Христова керка, покајанието и обретувањето кои беа видливи врз основа на низините зборови и на низините дела што претходно ги направи, сето тоа даваше зелено светло да се создаде завршниот удар на преостанатите зли духови кои господарија со целото нејзино битие. Лично бевме сведоци на тој последен крик од демоните кои го напуштија нејзиното тело и дека истовремено Светиот Дух се пресели во нејзиното срце да ја преземе контролата на нејзиниот живот во своји раце. И сега проповедникот Дехран го опишува моментот кога таа донела одлука да се крсти, кога влегуваат во базентот, во водата, и вели, додека влегувавме во водата за крштевање во христијанската адвентистичка црква во Шуто Ризари, јас ги изговорив следниве зборови. Драга сестра Сауда, на признавање на твојата вера те крштавам во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Потоа таа беше потопена во водениот гроб, каде што лично бевме сведоци дека таму остана низиниот стар и многу тежок живот и дека од водата излезе како сосема нова личност. Имавме чувство дека во водата влезе една личност, а излезе сосема друга. Во низиниот живот се виде голема промена. Насмејаното лице и мирот што го чувствуваше ни сведочи дека Исус Христос ја ослободи од секоја нечиста сила.
Откако излезе од водата, со солзи радосници клекна на своите колена и од длабочината на својата душа му заблагодари на Исуса Христа за ова големо чудо што го направи во незиниот живот. Да, Исус и денеска прави чуда големи, Исус и денеска ослободува. Тоа е пораката на пасторот Дехран. И еве сосема на крај од ово искуство, почитувани гледачи, и за нас како црква беше големо искуство. Најнапред за сите нас кои што бевме непосредни учесници во ова искуство, верата во Исуса ни се засили. Бог можеше да ја исцели Сауда, уште при првите наши молитви што ги упативме за неа. Меѓутоа, Бог дозволи да поминат скоро 2 седмици и постепено да ја исцелува. Се покаже дека така беше најдобро. Најнапред затоа што верата на Сауда од ден на ден се повеќе растеше, а второ и ние како верници се повеќе се соединувавме во молитва и се почувствува силата на заедништвото. Од срце му благодарам на Бога што постепено го водеше овој настан и на крајот ни даде голема победа. Исто така, по ова искуство многу верници се охрабрија. Желбата да му се служи на Исуса стана поголема. Моментално се преземаат повеќе активности и верувам дека Бог ќе ни подари уште поголеми радости. Нека биде прославено Божјето име. Почитувани гледачи, ова беше искуството на Сауда, која навистина ја не ја познавам лично, но сум слушнал изворно за овој настан од проповедникот, од колегата Дехран, кој со радост зборуваше за ова доживеано искуство, кога оваа жена била мачена од страна на ѓаволот, од демоните. И денеска сатаната е силен, мокен, кој може да не уплаши, кој може, почитувани гледачи, да предизвика секаков страв кај нас, но Христос има моќ да не штити, да не ослободи. Затоа убаво е, добро е да го следим Исуса Христа, да наутро во нашиот живот секогаш го повикуваме Исуса, тој да управува со нас, зашто сатаната е тој, како што вели апостол Петар, како лав рика и сака да не уништи. Затоа нека му е слава на Господа за ова искуство. Ако имате и вие, драги пријатели, ваше искуство на обратување, како сте го запознале Господа, може би сте доживееле некој проблем во животот, а Господ ве спасил, слободно споделете го со нас. Напишете го, испратете го или снимете го, а ние ќе го објавиме во нашата програма да може да го слушнат и останатите гледачи и слушатели. Сега следува рубриката за здравјето. Знаете дека секој утро, почитувани пријатели, драги гледачи, ние споделуваме рецепти и листовити за здравјето. И денеска наша гостинка ќе ни биде Маја од Кавадарци, која со снимена порака ќе се обрати до нас и ќе ни зборува од полето на здравјето. Значи, во наредните 10 минути ќе ја слушнеме Маја. Почитувани слушатели, добро утро. Денеска ќе кажеме нешто за пробиотиците. Пробиотиците се многу важни за нашето здравје и мислам дека во последниот период се доста популарни и дека скоро сите имаме слушнато нешто за нив. Ќе кажеме што се тоа пробиотици и ќе спомнеме нешто и за пребиотиците, односно храната за пробиотиците. Ќе кажеме на кој начини ги уништуваме здравите бактерии во нашиот организам и што треба да избегнуваме да правиме во животот и во исхраната. Ќе кажеме како можеме подобро да се грижиме за тоа да имаме поздрави бактерии во цревото, односно што да конзумираме за да имаме здрави бактерии. И ќе кажеме на кои се начини овие пробиотици влијаат на тоа да имаме подобро здравје и секако нели ќе наброиме храна која што е извор на пробиотици. Пробиотиците се здрави микроорганизми, најчесто тоа се бактерии и квасци кои што се наоѓаат по површините на некои наши слузници и имаат одредена функција таму. Например, пробиотиците се наоѓаат во носните слузници, во горно-респираторните слузници, во цревата и така натаму. Исто така ги има и по површината на кожата
и како што кажавме, имаат одредени функции. Некои од функциите на овие бактерии и останати микроорганизми кои што се наоѓаат на овие површини се следните. Тие имаат задача и улога во тоа да не одбранат и заштитат од различни штетни микроорганизми, вируси и бактерии и некои други непосакувани и штетни супстанции. Потоа, пробиотиците во цревата исто така имаат значајна улога во дигестијата и искористувањето на храната, сите состојки, нутриенти од храната, а исто така имаат многу голема улога и во развој на здрав имун систем, посебно нели кај дечињата, но секако и кај повозрасните имаат улога во одржување на добра работа на имуниот систем. Освен пробиотиците, многу е важно да се спомне и постоењето и значењето на пребиотиците. Пребиотиците всушност се храната за пробиотиците. Тоа се растителни влакна кои што се искористени како храна од страна на пробиотиците. Значи, здравите бактерии, корисните бактерии се хранат со помош на овие растителни влакна, од кои што најпознат е инулинот. Се надевам дека сега веќе ја свативме големата важност на пробиотиците, односно на здрава микрофлора во сите површини во нашето тело каде што треба да има микрофлора, нејзиното значење за нашето добро здравје. Така што сега одиме на следниот дел, односно на кои се начини ја оштетуваме оваа микрофлора или им наштетуваме на овие бактерии и што се треба да избегнуваме да правиме со цел да одржиме што поздрави микроорганизми во нашето тело. Прво нешто кое што навистина деструктивно влијае врз бројот и врз видот на бактериите кои што се дел од микрофлората во нашиот организам е употребата на антибиотици. Антибиотиците спасуваат живот, но само кога има живот за спасување. Во случаи кога се употребуваат несоодветно и непотребно, делуваат навистина исклучително деструктивно. Според официјални податоци од некои национални и светски здравствени организации, околу 30 до 50% од употребените антибиотици се непотребно употребени. Така што навистина е важно да не земате антибиотици на своја рака и да секогаш кога има можност да се избегне, нормално во консултација со вашиот лекар, да сватите дека е навистина многу важно да се избегне употребата на антибиотици секогаш кога е возможно и да се употребуваат само кога е неопходно, се со цел да бидеме поздрави. Бидејќи освен што имаат позитивни ефекти и нели се неопходни да се примат при одредени состојби, навистина, како што кажав, е многу штетно да се употребуваат кога не се неопходни. Треба да ја сватиме вистинската функција на антибиотиците и сите нивни ризици и предности, а не да ги користиме толку неразумно, па дури и на своја рака, да се чуваме по дома и да ги консумираме кога ќе се почувствуваме малку поднастинати. Тоа влијае многу деструктивно врз нашето здравје, значи употребувајте ги само кога ви се препишани од лекари, само кога е неопходно. Секогаш кога употребувате антибиотици, многу паметно е и препорачливо е заедно со нив да се суплементираат и пробиотици, бидејќи едноставно уништувањето кое што го прават антибиотиците врз нашата нормална микрофлора е големо и ретко кога може да се врати таа микрофлора во нормала за краток временски период без да се суплементираат пробиотици. Освен антибиотиците, исто така и некои други лекови кога се употребуваат
хронично и подолготрено исто така знаат да ја променат композицијата на бактериите во микрофлората, така што лица кои што употребуваат одредени хронични терапии треба особено да обрнат внимание на тоа да внесуваат храна богата со пробиотици и да внесуваат храна богата со пребиотици, за да може да постигнат некој подобар баланс на овие корисни микроорганизми во нашето тело. Исхраната исто така е многу важна. Нездравата исхрана и исхраната која што нема доволни количини на растителни влакна воопшто не ви помага ниту вам, ниту на вашите корисни бактерии, бидејќи со таквата исхрана не внесувате храна за здравите бактерии. Така што и исхраната би влегла во овие нешта со кои што можете да си помогнете или да си одмогнете. Значи да резимираме накратко дека кога станува збор за одржување на здрава микрофлора во вашиот организам, многу се важни следните нешта. Разумна употреба на антибиотици, употреба на суплементи на пробиотици заедно со антибиотиците кога веќе мора да се употребат. Потоа, доколку примате хронична терапија со одредени лекови, исто така да се фокусирате на тоа да внесувате доволно пробиотици преку исхраната и доволно пребиотици преку исхраната. По потреба може и да се суплементираат пробиотици понекогаш, не мора редовно. И третиот дел би бил да внимавате на вашата исхрана за да внесувате доволен број на здрави микроорганизми преку таа исхрана и доволна количина на храна за здравите бактерии во вашето тело. И сега да ги заклучиме денешните совети со тоа што ќе кажеме која храна е најдобар извор на здрави пробиотици и на здрави пребиотици. Бидејќи додека сме здрави, не примаме одредени терапии, можеме да внесеме пробиотици во потребни и во доволни количини и само преку исхраната. А како што кажав, кога се прима антибиотска терапија, најдобро е тука да се размисли на суплементација на пробиотици. Храна која што е најдобар извор на пробиотици е секако ферментираната храна. Тука најпознати се млечните производи, ферментираните млечни производи, но не сите ферментирани млечни производи на крајот содржат живи бактериски пробиотски култури во нив, така што доколку користите купечки ферментирани млечни производи, треба да бидете сигурни дека пишува на нив дека содржат живи бактериски, односно пробиотски култури, погледнете го составот и барајте да е наведено дека содржат живи микроорганизми. Обично се користи пробиотски јогурт, кефир и така натаму. Мислам дека многу добар извор на пробиотици, сигурен извор на пробиотици е домашно подготвен кефир или млечен или воден кефир, бидејќи тука сте сигурни дека во нив има живи микроорганизми, бидејќи самите го ферментирате и нема никаква топлинска обработка после ферментацијата, која што може да ги уништи микроорганизмите. Сега, веќе во овој есенски и зимски период, понатаму, тука се попозната и покористена станува киселата зелка и природно ферментираниот кисел зеленчук, значи сите зеленчуци, вклучувајќи и зелката, тука кои што се природно ферментирани, се извор на здрави микроорганизми, односно пробиотици, но за да ги искористите тие пробиотици не треба да ја третирате термички зелката или останатиот зеленчук. Значи ако сакате да внесете пробиотици преку природно ферментиран зеленчук, треба овој зеленчук да го конзумирате во свежа форма, односно да не е термички обработен. Не дека тој зеленчук е нездрав кој ќе го обработите термички, но едноставно микроорганизмите се уништуваат со топлинска обработка, така што ако конзумирате ферментиран зеленчук со цел да внесете пробиотици, тој треба да биде во свежа форма. Тоа се најпознатите извори на пробиотици кај нас, значи ферментираните производи
односно месните производи и киселата зелка, постојат и некои други ферментирани производи кои што не се користат баш кај нас, соја производи кои што се ферментирани и така натаму, но во нашите краишта овие извори се најкористени и најлесно достапни за нас, а храна која што содржи пребиотици, односно растителни влакна, кои што се храна за пробиотиците, е овошјето, зеленчукот, интегралните житарки, значи целата храна која што содржи растителни влакна. Мешунките, овесните трици и никулци и така натаму. Значи тоа се нештата кои што треба да ги конзумирате за да населите здрави бактерии во вашите црева, а потоа и да ги нахраните и да ги одржувате тие микроорганизми во вашите црева и во сите други слузници во вашиот организам. Еве неповторно уживо, почитувани гледачи во нашата студија, и благодариме на Маја што ја утро ги сподели овие совети од полето на здравието. Верувам дека се корисни и ќе ги користиме во нашиот секојдневен живот. Би сакал да ви понудам, почитувани гледачи, за сите вас кои имате проблем со цигарата, 5-дневен план за одвикнување од пушењето. Така да сите вие кои сакате да го имате овој 5-дневен план за вас или за вашите најблиски, за вашите пријатели кои се мачат со цигарата, како да се ослободат од тој порок, бидете слободни, пишете ни и јавете си, а ние ќе ви ја доставиме преку пошта. Бесплатно, но многу е корисно, бидејќи цигарата е еден порок кој не само што им штети на оние кои ја користат, туку и за оние кои се околу нив, посебно на децата, семејството, кога се пуши во затворени простори. Затоа, еве, ние како програма утринска ви ја нудиме и сакаме овој 5-дневен план да го имате за да ви помогнеме. Ја следите мисијата, почитувани гледачи, утринската програма на Глас на надежта. Следува рубрика за исчезнати градови. Секој утро спомнуваме поедини градови кои Библијата ги спомнува. Меѓутоа има многу луѓе кои денеска се уште не веруваат на Светото писмо, дека е тоа Божја книга, дека Бог управа со тие 40 писатели кои ја пишувале Библијата во еден долг временски период кој меѓу себе не се познавале писателите, период од 1600 години, 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. Замислете еден толку голем долг временски период. Меѓутоа, сите тие писатели пишувале во еден исти правец, биле водени со истиот дух, а тој е Светиот дух. И денеска археологијата ни ја потврдува веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. Денеска е наред да зборувам и да ви пренесам од ова книга Исчезнати градови и цивилизации за Филипа. Градот на пурпурот. Тој град од Кавадрици не е многу далек. Се наоѓа во соседната земја Грција. Меѓутоа, еве луѓе кои биле таму, археолози, ни ги пренесуваат тие нивни впечатоци. Местата што ги посетувал апостол Павле во текот на своите патувања обично биле средиште на културата и трговијата. Нивните остатоци и денес јасно зборуваат за тоа. За време на своето второ мисионерско патување, апостол Павле ги примил своите виденија и добил повик итно да дојде во Македонија. Тој веднаш го прифатил предизвикот и се упатил во сосема ново подрачје на мисионерска работа. Апостол Лука, неговиот личен лекар, детално го опишал овој настан во Дела на апостолите во 16 глава од 9 до 12 стих. Преку ноќта Павле имаше видение, стоеше пред него еден човек македонец кој го молеше и му велеше: дојди во Македонија и помогни ми. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи свативме дека Господ не повикал таму да го разгласуваме Евангелието. Значи, апостол Павле ги посетувал овие краеви, почитувани пријатели, драги гледачи, и дошол, ете, и овде близу нас. Дошол во Филипа. Понатаму, еве што запишал писателот на оваа сторија Драго Обрадовиќ. Денес таму постои археолошки локалитет со остатоци од стариот град. Градот бил основан во 7 век пред Христа, поради бројните извори на вода што го обкружуваат. Ридот е наречен Кренит, што значи мали извори. Во градот живеела
во градот живееле копачите на околните рудници и злато. Гледате, тој регион околу Филипа бил богат со рудници на злато и други племенити метали. Со пронајденото злато се финансирани големи војни и сега овде се наведени разни војни кои се случиле во минатото. Градот Филипи, како римска провинција, бил управуван според римските закони и уживал бројни политички и економски предности, вклучувајќи го и Иусус Талисус, што го ослободувало од плаќањето на царски даноци. Тоа го истакнал лукаво со зборовите дека градот Филип бил првиот град на оној дел на Македонија. Значи, во тој дел кај што се наоѓа денеска соседната држава Грција, односно Македонија. Понатаму еве сакам да ви пренесам уште неколку интересни податоци. Археолошките истражувања во Филипи ги вршеле археолозите на француската школа од Атина. Некаде од 1914 до 1938 година. Тие откриле многу приватни јавни згради. Покрај самиот пат Игнација бил пронајден форум со должина од 90 метри и 45 метри ширина. На североисточната и северозападната страна биле сместени два импресивни храма. И така понатаму текстот вели: Павле го посетил Филипи за време на своето второ мисионерско патување, некаде во 50-та година од нашата ера. Во таа пригода во овој град ја основал првата христијанска црква во Европа. Подосна од затвор во Рим напишал писмо до оваа црква, посланието до филипјаните. Во градот Филипи Павле и неговиот соработник Сила доживееле едноставно едно непријатно искуство. Кога еден ден отишле на молитва, се сретнале со некоја вражарка. Павле ја излечело нечистиот дух, бидејќи таа со своето вражење му нанела голема добивка на својот господар. Павле и Сила како евреи биле обвинити дека го бунтуваат нашиот град, биле камшикувани и фрлени во затвор. Тоа е текст од Дела на апостолите, 16 глава, 20 стих. И еве уште неколку реченици: во затворот со песна го славеле Бога, а тоа оставило впечаток кај управителот на затворот, бидејќи затворот бил во непосредна близина на местото на кое Павле проповедал. Веројатно управителот ги слушал Павловите зборови и проповеди и одлучил да го прифати христијанството. Гледате, има интересни чуда, интересни настани кои Библијата ги опишува, почитувани гледачи, во врска со овој град Филипи. Читајте Библијата, почитувани пријатели. Сакам и Библијата да ви ја рекламирам, односно да ви ја понудам. Значи, Свето писмо, сите вие кои сакате да имате Библијата и да читате за овие интересни градови кои ги спомнуваме секој утро во нашата програма, слободно пишете ни, а ние ќе ви ја испратиме Библијата, Светото писмо на македонски јазик на ваша домашна адреса. Еве, драги гледачи, ми беше задоволство што можевме во овие минути да се дружиме во нашата утринска програма. Ви закажувам нова средба во понеделник во исто време во 8 часот и 30 минути. Чувајте се, бидете одговорни, нека Господ ве благослови и во викендот кој е пред нас и се гледаме повторно во понеделник. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајкове. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.